ЕВН Македонија ќе биде универзален снабдувач со струја на домаќинствата и компаниите откако на денешната аукција го победи конкурентот Елем Трейд. ЕВН победи на аукцијата откако понуди пониска мрежа, односно мрежата од првичните 14,4% ја спушти на 11,5%. Според вице-премиерот Кочо Андјушев, ова ќе значи дека повеќе ќе нема прикажување на нереални трошоци. Со оваа мерка снабдувачот ќе треба да ги покрие сите трошоци, а ако сака да оствари поголем профит, ќе треба да се труди што е можно повеќе да ги намали. Со овој чекор на либерализација, од една страна се заштитуваат граѓаните на Република Северна Македонија од ценовните шокови на електричната енергија, но од друга страна се ослободува и либерализира пазарот за малите компании кои што сега ќе имаат пристап на слободниот пазар и треба да очекуваат да имаат пониска цена на електричната енергија од таа која што имаат досега. Од Регулаторната комисија за енергетика вела дека граѓаните нема да мораат да потпишуваат нови договори со универзалниот снабдувач и дека за нив останува старата рутина. Потрошувачите како досега, така и во иднина сами ќе си ги плаќаат сметките. Граѓаните да немаат потреба да потпишуваат нови договори со цел да не го изложуваме и на дополнителни трошоци универзалниот снабдувач со електрична енергија, бидејќи на крајот на краиштата тоа ќе се одрази и врз неговата работа. Универзалниот снабдувач ќе ги снабдува граѓаните со електрична енергија во наредните 5 години. На првата наредна седница владата ќе донесе одлуката за избор, пошто најповолниот понудувач ќе биде поканет да го склучи договорот за универзален снабдувач со електрична енергија. Во моментов околу 80% од пазарот ќе биде покриен со универзалниот снабдувач, а 20% од потрошувачите купуваат на берза. Во иднина се очекува со своји понуди за домаќинствата на пазарот да излезат и другите снабдувачи.